Ете го пристигнувањето и на двете поларни мечки во Лапонија, но и на начинот на кој што жителите нели живеат и функционираат таму на тоа студено време и тие минусни температури кои што можеби и вака гледајќи од температурите кои што најниски ги имаме кај нас и не можеме да си замислиме, но начинот на живот и целокупното функционирање со оглед на навиките кои што ги имаат секако очигледно изводливи, особено во зимскиот период за многумина тоа е и уживање со соодветна облека. Веројатно Лапонија ќе биде местото кое што ќе го посакуваат оние кои ја имаат долгогодишната желба да отидат таму и да уживаат во дочекувањето на новата година. Верувам дека и до крајот на годината во овие наши прилози од светот ќе имаме и дополнително нешто интересно поврзано токму со тоа. Следува нашето утринско будење во кое што нели секој утро се поврзуваме, се информираме, зборуваме на важни теми, а исто така испраќаме и важни пораки. И денеска сакаме да испратиме токму таа порака, пораката за хуманоста, за добрината, за љубовта и за она кое што не сплотува, особено во време во какво што и сега живееме. Време исполнето со предизвици, со различни искушенија, но никогаш не треба да заборавиме кои се вистинските вредности и што е она кое што всушност е суштината на живење. И тоа никако не го заборава и не само што не го заборава, туку тоа е всушност и самата основа на Вешта жена, организација која што трае повеќе од 33 години. Вештите жени кои што секогаш ги подготвуваат трпезите со љубов и со внимание, секогаш разговорите или комуникацијата со нив е исполнета токму со тоа, а се разбира и сите оние манифестации кои што се одржуваат и меѓусебната дружба, тоа некако го дава преку својата енергија и верувам дека дополнително истото се враќа. За хуманост и за тоа како всушност жените можат да се сплотат и да ја пренесат таа хуманост и солидарност, еве зборуваме со основачот на Вешта жена, веќе добро познато за нашите гледачи, Снежана или Жана Стојановска. Жана, добро утро, убаво утро, се поврзавме некако, каде си? Веќе си негде надвор, активна во утринските часови. Добро утро. Добро утро на гледачите на телевизија Телма. Од оправдани причини веќе возиме со Скопје, така да не сакав да го нашиот договор злоупотребам, па да кажам сум зафатена, меѓутоа сопругот вози, јас можам слободно да разговараме и да се поздравуваме. Да, Жана, благодарам ете што во секоја прилика имаме можност да се поврземе со вас и со останатите вешти жени, кога во кујната во утринска на Телма или кога на еден ваков начин, секогаш кога имаме теми кои се поврзани со вас и за нешто за кое што можеме и да зборуваме, но да ја испратиме пораката. Хуманоста е на ваша главна или силна страна на вештите жени, особено ако оние кои што ве пратат годините наназад знаат колку во текот на и тие години, но и во текот на активностите и настаните знаете и ја вклучувате хуманоста и токму такви настани ве очекуваат и до крајот на годината. Па малку за тоа и се разбира она кое што ве води во текот на долги години постоење, споменав повеќе од 33 години што и не е мала бројка да се одржува тоа константно успешно функционирање, да се создаваат успеси, големи пријателства, да се зголемува вешта жена или да се зголемува бројот на вештите жени и истовремено нели тоа да биде со љубов, со добрина, со топлина. Прво во основа македонците генерално се хуман народ. Меѓутоа кај нас е нешто сосем друго во делот на организација на сите тие хумани настани. Во основа, вештите жени се само една движечка сила која што на ниво на Македонија, па и надвор од Македонија, успеваме да ги организираме, затоа што кај нас не е еден хуман, него ние само сме дел од сите останати. Ја би ги спомнала двете најхумани настани што ги правиме генерално со 1000 и 1000 луѓе. Тоа е есенскиот дел за децата со попреченост, што сите заеднички го создаваме во градовите. И вториот хуман дел е последната недела во мај, кога на еден во манастирите, во црквите низ Македонија, собираме
народ над 1500 и 2000 луѓе, но разликата знаете во што е? Разликата е во тоа што кај нас пред секој на секого му верува. Вербата меѓу луѓето е најголемото богатство. Прво, веруваат дека тоа што ќе го донираат ќе стигне на правото место, веруваат дека самиот настан создава еден хуман човечки однос меѓу самите нас. Не е хумано само да даруваш нешто што е материјално. Бар ние така го правиме. Хумано е и да создадеш едно големо семејство од луѓе, од сите различности, да ги направиш еднакви, а еднаквоста е во човечноста. Кај нас постојат тие човечки вредности. Кај нас постојат сите тие кои што на еден начин се поврзале и се поблиски можда и од семејствата, па како и што гледаме. Полно и во семејството многу послабо контактираат него кај нас вештите жени од сите градови каде што тие настани ги организираме. Да, Жана, вие сте едно големо семејство во Вешта жена кое што се зголемува од година во година и она кое нели фасцинира особено кај тие кои што ве следат и вака преку наши меѓусебни комуникации е навистина таа некоја константност, одржливост, нешто кое што природно се создава и кое што не се прави нормално ни насила, ни со одредени цели, туку едноставно со желба и со љубов да се создаде нешто или да речеме да се пренесе љубовта токму во создавањето на вкусни рецепти, но истовремено и да се вметне, како што споменавме, на која што е важна вредност во денешно време, а тоа сте хуманоста и добрината. И споменав дека живееме, мислам си да сите сме сведоци дека живееме во време исполнето со предизвици, како во личниот живот или на личен план, така и професионално. Па верувам дека и Вешта жена низ годините се наоѓала пред голем број предизвици, но токму љубовта кон она кое што го правите ве одржала и понатаму. Може една мала ретроспектива да направиме од основањето до денес во смисла на тоа колку и она кое што го правиме и го даваме за другите на некој начин ни се враќа и ни отвора врати. Па во секој случај затоа што ние нашето постоење од 33 години како женско движење во Македонија, како веројатно сме го нашле рецептот на кој начин можеме да направиме нешто што не е поврзано со она што го бараме од државата. Генерално зборам. Зошто? Заради тоа што лесно е да побараш донација, дајте ни толку, па ние ќе го дадеме таму и таму. Јас тоа го кажувам како пример, ни земаат некој процент, дајте толку пари за нова година да направиме тој тоа. Не, кај нас правиме настани, од тие настани веќе тие што се присутни, веќе знаат зошто дошле да донираат, но најголемиот проблем во што се содржи? Се содржи во нечовечноста меѓу оние кои мислат дека со тоа прават лош потек. Имаме ние неколку за овие 33 години, неколку работи за кои што сме ги направиле да доминираме. Во кој поглед? Еве сега последно, например, тоа и гледам и дека вештите жени кои се ваши гостинки ваму во студиото, го нагласуваат тоа дека возраста измеѓу 35 години и 50 години на госпоги, на наши македонки, многу слабо се појавуваат на нашите настани, без разлика дали се работи за избор на вешта жена, затоа што и тоа е еден хуман настан, но за сметка на тоа ние веќе влеговме во некои разговори како да го направиме она да биде како предизвик
за останатите, иако тоа може би е многу мал гест, а тоа е на нашите настани. Па од сега, од како почнавме, од како беше овој есенскиот дел, и наредната година за избор на вешта жена, на нашите настани, на сите оние кои ќе дојдат, свекрва и снаа, мајка и ќерка. Значи, тоа се генерациите во кои што правиме два потега. Едниот е да дојдат заедно, да бидат, или мора да седат на иста маса во однос на тоа, ние им припремаме поклони за сите нив. Поклонуваме две работи. Поклонуваме да ги составиме заедно, поклонуваме да младите ги предизвикаме, а не во последно време, бари така, коментарите, со баби, што ќе правиме ние со баби. Да, всушност најголемата инспирација доаѓа од таму, се разбира и искуството и она кое што може да го научат. Така. Жана, нашите млади... Ние не велиме така, ние велиме на ваши години, ние го почнавме ова, а сега точно дека сме баби, меѓутоа сме создавале на нивни години и сме почнувале и сме одржувале. И сега, замисли Ивана, ти да ги имаш сите овие 33 години, затоа што ние имаме жени кои од 92 година се тука и никако не сакат да бидат надвор од сето тоа. Да, и тоа се гледа и го забележуваме кај вештите жени кои што доаѓаат во нашето студио. Жана, нашите мабети како и секогаш немаат крај, но затоа имаме време кое што мораме да го почитуваме. Благодарам многу што се вклучив ова утро вака онлайн да може да позборуваме за крајот на годината, за успешноста на вешта жени и за хуманоста која што ја негувате. Посакувам многу успех и продолжување со исто темпо и понатаму. За нашите гледачи најавуваме дека ќе имаме одлична водникова трпеза која што ќе ни ја подготват вештите жени на почетокот на следната година. Поздрав, Жана, убав ден.